Богата културна понуда се очекува во првата половина на годинава во новата театарска зграда. Велешани може да очекуваат враќање на репертоарот на театарот Джинот, кој се сели од старата на новата сцена. Од театарот велат дека се внимателни со пренесувањето на представите. Интензивно се работи на транзицијата, која може да се очекува во најблиска иднина. Голем дел од нашите представи, како што ви најавив, треба да се адаптираат, особено во делот на дизајнот и сценографијата, за адекватно да одговараат на потребите и условите кои ги нуди новата зграда. А од друга страна, решивме тоа да го ставиме за следниот период, затоа што практично едно по друго ни се погоди да работиме представи, значи веднаш после представата за свечено отворање, продолживме со овој процес кој беше отпочнат уште во август месец, па прекинат некаде на средината или почетокот на септември. Така што јас очекувам дека да, ние имаме во план околу 8 активни представи кои сметаме дека се уште ќе бидат атрактивни за нашата публика, да ги вратиме на репертоарот. Од свеченото отворање на новиот театар до минатата недела се одиграат 2 нови представи. Покрај овие се планира уште 8 активни представи да се најдат на репертоарот. Веќе започнаа подготовките на првата представа од овогодинешната програма. Имаме во план една доста обемна програма од нови представи. Значи, како што кажав, имаме 4 проекти од оваа година за оваа година, кои ќе гледаме да ги реализираме во првите 6 месеци до 7. Потоа имаме планови за наши продукции минимум 3, собствени, значи негде 7 до 8 нови продукции. Тука треба да поработиме малку на адаптација, како што кажа Васко, на старите представи. Планирани се гостување на представи и проекти од останатите домашни театарски куќи. Танцфест на Рисима Рисимкин ќе се одржи во новиот театар. Обемната програма од март, како месец на театарот, ќе продолжи во месец април. Но кај нас ќе има и наши продукции, особено гостувања во март и во април. Значи на нашите професионални театри, нешто што има од алтернативната сцена, ќе видиме интересно. И не многу скапо се разбира, можеме да се покриеме. Нешто, еден дел од концертната активност, еден дел, како што кажав, 3 врвни трупи, танчерски, ќе дојдат во нашиот град и уште некои други содржини. Во склоп на манифестацијата Велес град на културата веќе гостуваше Македонската филхармонија со представа за деца. Месец мај пак ќе има посебна програма за деца и млади, која театарот Джинот ќе реализира на летната сцена.